Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите баварска торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Матиме со миксер и ги додаваме шеќерот и ванилиниот шеќер. Во тенџере на оган го ставаме путерот. 100 грама чоколада кршиме на парчиња и ја додаваме во тенџерето. Мешаме со лажица. Откако путерот и чоколадата ќе се растопат, го тргаме тенџерето од оган. Изладената содржина од тенџерето ја додаваме во садот со изматените јајца. Ги додаваме брашното и какаото. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од лимон. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тркалезниот калап за печење со четка го намрсуваме со масло и го набрашнуваме. Го ставаме тестото за пандишпан во калапот. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во садот со желатин додаваме 50 мл вода. Мешаме со лажица. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Во сад на пареа ги ставаме млекото, шеќерот, размешаниот желатин и жолчките. Мешаме со жица за матење. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме садот од оган. Во длабок сад ставаме половина литар сладка павлака. Матиме со миксер. Во садот со шлагот го додаваме изладениот крем од жолчки. Матиме со миксер додека филот се соедини. Пандишпанот го вадиме од калапот и го ставаме на чинија за торта. Потоа го сечеме на 2 еднакви дела. Врз пандишпанот на чинијата ги ставаме јагодите. Врз јагодите нанесуваме фил. На покрупната страна од рендето врз филот рендаме чоколада за готвење. Потоа ја ставаме втората кора пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со фил. Во сад за матење ставаме 400 мл сладка павлака. Матиме со миксер. Шлагот го ставаме во шприц. Со помош на шприцот со топчиња шлаг го прекриваме целиот страничен дел на тортата. Потоа 2 реда топчиња од шлаг формираме по крајот на горната површина. Баварската торта ја декорираме со 3 сини шеќерни цвета и 3 зелени шеќерни листови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути.